Само 2 дена откако милитантите на Хамас ги започнаа нападите врз Израел, генералниот секретар на Арапската лига беше примен во Москва од рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој го повтори рускиот рецепт за траен мир меѓу израелците и палестинците. Иницијатива може би только... Има само едно решение за палестинскиот проблем, усвоено во Обединетите нации. 2 држави – Израел и Палестина. Русија долго време се обидува да постигне деликатна рамнотежа во односите со Израел и со палестинските лидери на Западниот брег и појасот Газа. Тоа ги вклучува лидерите на Хамас, поддржан од Иран, кого рускиот министер за надворешни работи ги прими во Москва во септември 2022 година, знаејќи дека тоа ќе ги заостри односите со израелците. Прекинувајќи го молкот на Русија за последното избивање на борби меѓу Израел и Хамас, председателот Владимир Путин не ја пропушти можноста да го обвини Вашингтон за сегашното крвопролевање. Ярки пример. Ова е јасен пример за неуспехот на политиката на САД на Блискиот Исток, кои се обидоа да го монополизираат решението, но за жал не се грижаат да најдат компромиси прифатливи за двете страни. Американските власти допрва треба да ги коментираат забелешките на Путин. Надвор од критиките кон САД, наблюдувачите велат дека Русија бара можности да го зајакне своето влијание на Блискиот Исток. Русија има многу повеќе воспоставени врски со Израел. Мислам да не заборавиме на природата на ставот на Израел за војната во Украина, кој исто така предизвика еден вид многу критики на Запад. Од друга страна, Русија има долгогодишен пристап и односи со Хамас, но мислам дека ова е повеќе заложба за погодност, а не заложба на партнерство. Но токму Иран, голем поддржувач на Хамас и Хезболах во Либан и еден од приоритетните партнери на Москва, е најпроблематичниот фактор за Кремљ. Вступление России. Вклучувањето на Русија всушност значи дека конфликтот на Блискиот Исток е под закана од ескалација во Трета светска војна со безброј последици. Во таква ситуација Москва сигурно нема да преземе таков ризик. И Иран презема многу висок ризик. Мислам дека тоа е едно од сценаријата што треба да се размисли во случај Хезболак, тоест војниот застапник на Иран, да се вклучи во офанзива на северот. Бидејќи Москва е заглавена во незината инвазија на Украина, новите непријателства на Блискиот Исток носат нови прашања не само за Кремљ, туку и за глобалните мировни перспективи.